Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Спортскиот живот во време на пандемијата на COVID-19 полека но сигурно се враќа. Кај нас се уште ни еден спорт нема започнато со активности, ниту со тренинзи, односно има дозвола само за индивидуалните спортови да тренираат по 5 луѓе, вклучително и тренерот, меѓутоа во светот полека ситуацијата со спортот се стабилизира. Во нашата земја, во Македонија, најхрабра излезе Одбојкарската федерација на Македонија, која што излезе со конкретен предлог за продолжување на одбојкарското првенство. Предлогот е испратен до клубовите, а тие треба да одлучат дали ќе го прифатат тој предлог за продолжување на сезоната или ќе го одбијат, односно можеби ќе има и некои модификации. Предлогот ќе го образложи генералниот секретар на Одбојкарската федерација на Македонија, Зоран Карановиќ. Во продолжение ќе ја слушнеме таа изјава од Карановиќ, а веднаш после таа изјава ќе ја слушнеме изјавата на Дејан Симовски, тренер и капитен на одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово, па така ќе го слушнеме мислењето и на луѓето од Одбојкарската федерација на Македонија, меѓутоа и на луѓето кои што работат во клубовите и кои се засегнати од оваа одлука, односно од овој предлог на Одбојкарската федерација на Македонија. Хронолошки да идеме, оној момент кога се прогласи пандемија и прва модерна состојба во Македонија, Одбојкарска федерација одлучи да го прекине првенството у најелитното првенство прва државна лига мажи и жени. Тоа подразбираше дека ќе ги следиме препораките на Министерството, на Агенцијата за млади и спорт и да ќе чекаме момент да евентуално се активира окојкава и да на спортски начин се заврши сезона 19-20. По завршување на вторите мерки, денеска нормално ќе следиме и ова што ќе се случи, какви препораки ќе се дадат. Во меѓувреме ги контактиравме нашите прволигашки екипи. Грото од клубовите се за продолжување. Формално правно може и да се направи така, од проста причина што наша одбојкарска сезона завршува на 30 јуни. Што значи ние го имаме цел јуни месец за доигрување. Према предлогот што е проследен до прволигашките екипи, доколку се возможат услови и се створат правилно и спортски амбиент, нормално со сите препораки што ќе ни бидат доставени. На 1 јуни би стартувало доигрување плей-оф у машка категорија, а на 3 јуни у женска категорија. Со тоа што тие 6 кола дупли бот систем према Бергер би завршиле на 27 и 8 јуни и после тоа би првите две екипи од таа мини табела би доигрували у две добиени утакмици за шампион на Македонија у женска и у машка категорија. За месец јули, значи пошто е одбојкарски куп на Македонија календарска година 2012, а по некоја регулатива би сакале со играчиве што стартувале у сезона 19-20 да го завршиме. Предложено е до клубовите на 3 и на 5 јули да се доигра купот. На 3 да бидат полуфиналните средби, а на 5 тоа е недела да се има само машко и женско финале. Нормално ова се подразбира да колку толку и нашите клубови бидат спремни, ние сме у постојан контакт со нив. За другата недела ни е планирана две онлайн конференции со представници, со претседателите на машките и на женските прволигаши, да уште еднаш се преброиме, да уште еднаш сондираме мислење, иако ние повратно добивме информација на писмена грото од клубовите, и да после тоа заеднички, во согласно со клубовите и до тогаш најновите мерки што ќе бидат, произлезе заеднички став што понатаму желбата на Одбојкарска федерација да се на еден спортски начин заврши оваа сезона. Најлесно е да кажеме, последна опција е да се прогласи првенството за затворено и да се договориме што ќе правиме. Она што нас ни е многу битно, посебно околу прва државна лига мажи, скоро пола од репрезентативците играат по првите 3 екипи од државната лига. Ако они се активираат, со нив ќе се активираат и условно кажано под наводници странциве повратници од Европа што дојдоа, така да евентуално поспремно сите заедно би ги дочекале продолжувањето на квалификациите за европско првенство што ни се према календарот од ЦЕФ ставени за септември и октомври, тоест август и септември. Премда кога сме веќе кај таа меѓународна програма, морам да нагласам дека на 1 јули бордот на ЦЕФ ќе има една онлайн конференција, кај што до тогаш ќе ги сублимираат мислењата од сите национални федерации и тогаш ќе се пресече дали ќе останат термините во август месец за квалификации, тоа подразбира 15 август со 6 септември,
или да остане у јануари, што лично на наша федерација тој период не ни одговара, пошто период од 1 до 17 јануари за тие 18 дена треба да се одиграат 6 кола. Во меѓувреме како федерација спремивме некој среден предлог, меѓу нас кажано, што у среда ќе биде презентиран на луѓето што ги водат овие првенства од ЦЕФ, кај што ќе предложиме да не почнеме во август, него цел септември да се одигра. Што значи имаме еден предлог од 9 до 27 септември, кај што едноставно ќе купиме 25 дена време за, не знам, да се порелаксира ситуација сегде. Значи има желба, кога сме тука веќе на таа тема, има желба кај сите да се продолжи да се игра, али нормално све зависи од препораките и од отварањето полека на границите и нормално како ќе се активираат авионските летови. Дали ќе имаме препораки. У секој случај во овие денови очекуваме најнови препораки, евентуално и од седишето на Европска одбојкарска конфедерација. Имавме ние неколку разговори со стручниот штаб од клубот, со играчите и според нас, лично прво според мене и според нас, според клубот, ние сме да се доигра првенството и стоиме тоа. Дојавме мейл од официјален од федерација, кај што има предлог како би се довршило првенството, како би течело и на крај да дојде до крајот на сезоната. Нас системот што е пуштен како предлог го разгледавме сите, ни одговара, мисла ми прифаќаме да се доврши. Така да ние сме секако да играме и да довршиме сезоната 2019-2020. Тоа беа изјавите на Карановиќ и Симовски, веројатно најмалата федерација од екипните спортови во Македонија, одбојкарската федерација, излезе најхрабра од сите, со конкретен предлог за продолжување на првенството, нешто на кое што не се одлучија Ракометната федерација и Кошаркарската федерација. Ракометната федерација дефинитивно го поништи првенството, нема шампион, нема доигрување, слично ќе биде и во Кошаркарската федерација. Меѓутоа, таму се уште трае борбата со соопштенија помеѓу МЗТ Скопје и Работнички. МЗТ Скопје не е задоволен од одлуката првенството да се поништи, а да не биде прогласен шампион и да нема испаѓање, додека Работнички, нивниот најголем ривал, се поигрува со, можам да кажам, со аеродромци, со соопштенија, меѓутоа МЗТ Скопје покрена една иницијатива за смена и на претседателот незадоволни од таа одлука. Управниот одбор на Кошаркарската федерација дефинитивно ја прекина првата лига. Имаше едно соопштение објавено на сајтот на Кошаркарската федерација, во кое што е напишана одлуката на управниот одбор, меѓутоа во таа одлука не е јасно наведено што ќе се случи со второлигашката конкуренција. Значи е наведено дека од првата лига нема да испадне никој, ќе влезат две екипи од втора лига во прва, меѓутоа кои две екипи? Како ќе се добијат тие две екипи? Дали првенството во втората лига ќе биде исто така прекинато? И моментално двете најдобри екипи ќе влезат во првата лига, или првенството ќе продолжи, или ќе има некој нов систем, да некој плей-оф, останува да видиме и затоа побаравме мислење од претседателот на Кошаркарскиот клуб Тетекс, Славчо Марковски Чаве, како клубовите гледаат на оваа одлука и што ќе се случи со втората кошаркарска лига на Македонија. Токму затоа во продолжение ќе ја погледнеме изјавата на Славчо Марковски Чаве, кој што ја образложува одлуката на Кошаркарската федерација на Македонија, меѓутоа и напоменува дека конкретно Кошаркарскиот клуб Тетекс не е за продолжување на втората лига. Да ја погледнеме изјавата. Ставот е јасен, уште се предвидуваше тоа уште пред месец дена дека ставот беше да се нема прогласување на првак на Македонија и да нема испаѓање да нема од прва лига и моменталната состојба како што е во втора лига, например ТФ-та е прв во исток, а вамо е Струга Цандрим
и така како моментални прваци директно да влегуваат во прва лига, нема испаѓање, не се прогласува МЗТ за првак, меѓутоа вие гледате, има сега и по порталиве се пишува дека се бара оставка за Антич, дека таа одлука не била исправна и бара да се продолжи одигрување на првата лига, така да се добие првак на Македонија, а исто да се игра Final 8 да се игра у втора лига, така да тој Final 8 би се одиграл во Скопје, 4 од источна група, 4 од западна група и така да се добие. Меѓутоа и таму има недоразбирања. Например, Ангели како второпласиран вика дека за нас е подобро да се одигра тоа првенство и ми имамо големи шанси да стигнеме до прво место и така да влеземе у прва лига. Мислим дека управниот одбор донел исправна одлука. Околниве земји скоро сите се со таков став, Турција, Бугарија, Италија, така да мислим одлуката е исправна. Нема прогласување на првак на Македонија, нема испаѓање, се проширува лигата, до година лигата ќе брои 12 екипи, моменталната состојба како што е втора лига. Мислим дека зашто Струга да не биде прволигаш? Има амбиции, луѓето има сака да биде. Така да ТФ-та исто така организиран клуб кај што исто така има амбиции, сака да биде. Мислим дека е една исправна одлука која што треба да се прифати од сите клубови, меѓутоа МЗТ не сака да ја прифати таа одлука. Мисли дека МЗТ треба да се прогласи за првак и сега се прави една хајка против Антич дека неправилно е донел одлуката и сега се бараа потписи, се собираа потписи за гласање на недоверба, за гласање да има воредно собрание и на тоа воредно собрание да се донесе нова личност и општо мислим дека не се задоволни од одлуката на Кошаркашката федерација и на управниот одбор. Конкретно, Кошаркарскиот клуб Тетекс, каков е ставот за второлигашката конкуренција? Дали како раководство на Кошаркарскиот клуб Тетекс сметате дека првенството во втората лига треба да продолжи да се доигра, макар и во еден Final 8 формат, или треба да биде стопирано комплетно и Црн Дрим и ТФ-та да бидат прволигаши? Имаше дописно, мислим, најава да се изјасниме за што понатаму. Ние како Кошаркарски клуб Тетекс ТТК банка се одлучивме дека понатаму нема услови за играње. Салата кај што тренираме е затворена, нема кај да се тренира. Услови немаме за продолжување и ние не бевме за продолжување. Амбиции за прва лига немаме, така да нашиот став беше ако сакаа да продолжат тие нака игра, нака 3 со 3, например, 3 екипи од една, 3 од другата, нака се игра, тие сака у Скопје да се одигра тој Final 8. Меѓутоа, ние како клуб имаме став да се трошат дополнително средства, да се трошат, не сме припремени. Моментално мислим дека втора лига исто не треба да се продолжи. Моменталнава ситуација како што е, мислим дека е исправна. ТФ-та и Црндим да влеза во прва лига. Ако се спремни, ако има амбиции, до година ќе биде лигата малку понеквалитетна можеби, меѓутоа ситуацијата налага да моментално не може да се продолжи како што и околните земји го прогласија како првенство како нерегуларно и не прогласија првак. Така да оваа одлука ја мислим дека е сосема исправна и треба да се земе како меродавно. Тоа беше ставот на Кошаркарскиот клуб Тетекс за моменталната состојба во кошаркарските првенства во Македонија. И за крај останува најголемата спортска федерација во Македонија, односно Фудбалската федерација на Македонија. Од таму се уште нема никаква информација дали и како првенството би продолжило.
Прволигашите, представниците на прволигашките клубови денеска треба да одржат состанок со раководството на Фудбалската федерација на Македонија и да одлучуваат што понатаму. Неофицијално има неколку предлози од Фудбалската федерација, меѓутоа останува да видиме што ќе одлучат прволигашите и како евентуално сезоната би продолжила. Дали ќе се одиграат комплет колата до крај, остануваат уште 13 кола за играње, дали ќе се игра некој скратен систем, дали првенството ќе биде комплетно поништено, кој ќе оди во Европа, кој ќе испадне и дали воопшто некој ќе испадне, како евентуално би се пополнила таа прва лига со екипите од второлигашката конкуренција. Имаме тука амбициозни екипи кои што во моментов не се на позиција која води во првата лига, па веројатно каква и да се донесе одлука, незадоволството секако ќе има незадоволни клубови од таа одлука. Секако, освен ако првата и втората лига не продолжат регуларно да завршат и да добиеме и шампион и екипи што ќе испаднат и што ќе влезат на терен. Меѓутоа, тука повторно се поставува прашањето што се оние пониски лиги. Третата лига, четвртата лига, општинските лиги. Ако продолжи првата и втората лига, повторно ќе треба да се прави некои компромиси за влегување од трета во втора лига, така што во Фудбалската федерација моментално се отворени сите прашања и не знаеме што ќе биде одлучено. Денеска состанокот што ќе го одржат клубовите со раководството на федерација ќе биде консултативен, што значи дека нема веднаш да биде донесена одлука. Едноставно клубовите ќе кажат како тие размислуваат, а и раководството ќе каже како Фудбалската федерација размислува, па веројатно ќе имаат и неколку дена да размислат и да се донесе конечна одлука. УЕФА постави рок до 25 мај до кога фудбалските федерации треба да кажат како ќе продолжат да играат фудбал и дали воопшто ќе продолжат да играат фудбал. Токму затоа оваа седмица треба да биде донесена и конечната одлука. Во моментов Вардар е прв со 10 бодови пред Силекс и односно 11 пред Шкендија. Меѓутоа борбата за опстанок е многу голема, борбата за Европа исто така многу голема. Сега кога сме веќе кај фудбалот, најпозитивната работа во овие неколку денови што се случи на спортски план во светот е рестартот на германската Бундеслига. Германците го започнаа 26-тото првенствено коло. Бајер Мюнхен на гости го победи Унион Берлин со 2:0, Келн Мајнц 2:2, Айнтрах Франкфурт, Борусија Менхенгладбах 1:3, Борусија Дортмунд Шалке 4:0, Лајпциг Фрајбург 1:1, Хофенхайм Херта Берлин 0:3, Дизелдорф Падерборн 0:0 и Аугсбург Волсбург 1:2. 26-тото коло на германската Бундеслига ќе заврши вечерва со надпреварот помеѓу Вердер Бремен и Бајер Леверкузен. Токму и денешниот наш гостин е од фудбалот, односно нашиот поранешен младински репрезентативец на Македонија, а сега тренер на младите категории на фудбалскиот клуб Љуботен, Ивица Радонич. Ивица, ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин и да направиме една кратка анализа не само на германската Бундеслига, туку и воопшто на македонскиот фудбал. Благодарам на вашата покана да бидам дел од овој спортски преглед денеска и заедно да ги продискутираме темите од фудбалот. Да, ги прочитав резултатите од 26-тото коло на германската Бундеслига. Ги следеше надпреварите, како ти ги виде овие надпревари? Што се случуваше? Па да, после таа, да речем, принудна пауза која беше во целиот свет, значи германците испаднаа најхрабри и први решија да продолжат со првенството, со тие мерки, со тие, да кажам, пропозиции нови кои што се направени за заштита од COVID-19. Прво во 26-то коло, тоест кој беше продолжение, изобилуваше, значи, во главно со очекуваните резултати. Екипата на Борусија Дортмунд, значи, убедливо со 4:0, како што кажавме, го совлада тимот на Шалке. Халанд потврди уште еднаш дека... Шалке 0:4. Шалке 0:4, баш испадна. Точно, името е погодено. Тачно, да. Значи, Халанд продолжи да покажува дека е еден од најдобрите светски играчи, да кажеме, во фазата на нападот, продолжи со голови. Исто така и Бајер Мюнхен не остана ништо покус на таа ситуација, успеа да победи со Унион Берлин
со 0:2 можеби не одигра така допадлив фудбал како Борусија Дортмунд, меѓутоа сосема доволно да си да задржи првата позиција. Рутинска победа, големите екипи така победуваат. Апсолутно, значи одигра толку колку што им беше потребно со головите на Левандовски од пенал и Павард, успеа да ga zaдржат онаа дистанца од 4 бода на првенствената табела. Интересно е тоа што Левандовски го постигна својот 26-ти гол во Бундеслигата оваа сезона, а се одиграни 26 надпревар. Да. Просек еден гол по надпревар во првенство. И ти играше напаѓач. Колку е тешко да имаш еден ваков просек? Тоа е изворедно тешко да кажем во ово, значи за голови многу е тешко и на тренинзи да се даваат, а не особено за една Бундеслига каде што е лига во топ 5 во светот, од големата петка, да имаш просек на еден гол по надпревар е изворедно тешко достигнување, меѓутоа еве Левандовски е играч од светска класа и тоа го потврдува уште еднаш. На табелата Бајер Мюнхен има 4 бодови предност пред Борусија Дортмунд, и 6 пред Менхен Гладбах, четврти е Лајпциг со 51 бод, 7 помалку од Бајер Мюнхен. За 2 кола, односно на 26 месецов, Борусија Дортмунд го пречекува Бајер Мюнхен. Може Борусија да го победи Бајерн, да ја направи уште поинтересна трката за шампион на Германија? Со оглед на играта, особено еве после паузата, значи дојде мал припремен период, да кажам, се зависи од формата. Борусија покажа дека е во подобра форма после оваа пауза, значи одигра далеку подобар надпревар него што одигра Бајер Мюнхен и мислам дека доколку го задржи ова ниво на форма, дека за 2 кола има големи шанси да го добие надпреварот против Бајер Мюнхен. Но пак кажувам, тоа е една голема утакмица, голем надпревар, ќе биде одигран точно, ќе биде одигран под новите услови, значи без домашната публика, која е огромна поддршка на Борусија. Борусија Дортмунд е екипа која што на домашен терен, значи стадионот го распродава уште пред почетокот на првенството, значи она огромна поддршка ќе фали. Меѓутоа сепак со играта која што прикажа во ова коло, јас мислам искрено дека може да го добие надпреварот со Бајер Мюнхен и да трката за шампионската титула га направи понеизвестна. Мало изненадување пак ќе се навратам на ова коло ми е нерешениот резултат на Лајпциг, кој одигра само 1:1, значи исто така екипа која што е во огромен подем, да кажам, Red Bull Лајпциг, во Лигата на шампионите имаше неколку добри резултати, добри надпревари, очекував да се вмеша во битката за титула со Бајер Мюнхен и Борусија Дортмунд. Меѓутоа, еве, овој кикс го враќа неколку чекори поназад и тешко дека ќе може да се приклучи веќе во... И Лајпциг е најомразената екипа во Германија поради нивниот спонзор. Точно, значи Red Bull е малце проблем во целата ситуација. Да, другите екипи, навивачите на другите екипи не ги сакаат, бидејќи викаат дека е вештачки создадена екипа. Апсолутно. Денеска се игра надпреварот Вердер Бремен со Бајер Леверкузен. Вердер Бремен, поранешен шампион на Германија, редовен учесник во европските купови, годинава ми седи дека е испаднат и надпреварот со Бајер Леверкузен веројатно му е и последна сламка на спас. Меѓутоа, освен овој надпревар, Вердер Бремен има уште еден надпревар за играње против Ајнтрах Франкфурт, што значи дека Вердер Бремен може и да се искачи надвор од опасната зона. Да, се согласувам со вас, значи Вердер во моментот е во една незавидна ситуација, на 4 или 5 бода е од зоната за опстанок, која што е, така да денешниот надпревар ќе му биде од пресудно значење, доколку успее да победи, ќе фати приклучок кон позициите кои носат опстанок во лигата, во спротивно ќе си го закомпликува ситуацијата и ќе се доведе во една ситуација да до крајот стрепи за својот опстанок. Да, Вердер има 5 бодови помалку од Фортуна Дизелдорф, меѓутоа Вердер има и 2 надпревари помалку. А додека од 15-тиот Мајнц нагоре во безбедна зона, значи Дизелдорф е во зона за плей-оф, за плей-аут, за бараж играње. И ќе биде интересно и за опстанок во Германија. Бајер Леверкузен сигурно ќе сака да победи, бидејќи има 4 бодови помалку од Лајпциг на 5-тата позиција и овој надпревар помалку, што значи ќе се замеша во борба за Лигата на шампиони, за квалификациите на Лига шампиони, така да од овие останатите екипи, Борусија, Мюнхен, Гладбах, Лајпциг и Бајер Леверкузен ќе водат борба која ќе оди само германците нема да играат во квалификации, сите 4 одат директно во група, барем според ова ја што го гледам.
Леверкузен исто играше едно финале на Лига шампиони со Реал Мадрид пред, а може би има и 2 сета. Во ерата на Михаел Балак. Да, со тој незаборавен Значи- гол на Зиден Зидан со волеј за победа на Реал Мадрид, меѓутоа еве сега се мачат да обезбедат место во Лигата на шампионите. Како ти се видоа мерките за заштита од COVID-19? Па да. Видовме клупите дека играчите се на 2 метри еден од друг, имаат маски, меѓутоа тренерите не носат маски. Значи, баш на тој сегмент обратив поголема пажња, да кажам, од самото пристигање на играчите, оне што е, значи, кога се доаѓа сат и пол или два, да кажам, пред почетокот на надпреварот, кога играчите продефилираат по теренот и во тој момент носеа маски, значи се на дистанца пред оној официјален состанок, до самото излегување на терен, каде што беше топката, значи, дезинфицираше, да, малце, значи, специфичен беше тој баш тој надпревар, па се до самиот надпревар во терен, каде што радувањето за головите не беше на специфично гушење или слично, баш беше по некоја си дистанца и тие мерки кои што се припазуваат, па се до резервната клупа, како што кажа, беа наредени во првите редови на стадионот, на дистанца од 2 метри со маски на лицето. Меѓутоа зашто тренерот да нема маска? Па ете се, таа е некоја одлука, сигурно дека е подалеку и од останатите, че не би можел да дава инструкции на играчите, што реално тренерот малце и повеќе вика, има некои што се подалеку од другата страна на теренот, за да може да го слушнат, сепак не може и со маска да... Меѓутоа, во секој поглед сум фасциниран, значи типично германски, онадија сите мерки ги испочитува максимално и со право беше тоа што дадоа знак да се почне фудбалот. Тоа беше една мерка, втората мерка што мораше да се започне и останатите првенства што треба да започнат е огромните финансиски загуби кои што би ги претрпеле клубовите. Затоа гледам дека ете и сега и шпанците, италијанците и останатите кои имаат огромни проблеми со ковидот, меѓутоа се принудени само се чека официјални датуми со оглед на тоа дека би ги изгубиле, доколку не продолжат, би ги изгубиле. Мислам дека екипите и вака ќе бидат во големи загуби, бидејќи нема публика, не трошат навивачите пари, меѓутоа мислам дека гледат да се спаси што е можно повеќе. Апсолутно, значи да не се враќа оние ТВ права што ги земаат пред првенствата, да не оние спонзорски договори што ги имаат со спонзорите, така да принудени беа во секој поглед и во покрај вакви мерки да продолжат со фудбалот. Шпанците кажаа дека ќе имаат надпревари во тие екипи што се на југот на Шпанија, ќе имаат надпревари што ќе започнуваат во 20 часот. По нивно време тоа е на полноќ кај нас. Еден НБА термин да гледаме Реал Барса или некоја утакмица од шпанската премиера на полноќ. Па и тоа не е лошо во овие летни, да кажам, времења каде што значи поради температурите поладовина да се гледа фудбал. Тачно, и принудени се, значи со оглед на температурите кои што ќе владеат, тешко дека ќе може да се издржи. Не знаеме и полицискиот час за кога ќе биде. Тачно. Значи ќе мора да се бараат некое решение со оглед на температурите кои ќе владеат. До каде се спремни клубовите да одат само за да спасат некој евро, говори фактот што екипата на Санта Клара која што игра во примера дивизион на Португалија е од Азорските острови, своите надпревари ќе ги игра како домаќин во Лисабон на 1250 километри оддалеченост од градот од каде што е клубот. Да, точно, значи ете тоа е еден пример, баш пред некој ден го прочитав тој податок, значи во секоја сегмент се спремни само да спасат дел од оние средства, значи и голем дел ете поготово од Источна Европа, голем дел од клубовите и банкротираа. Имаше поранешни учесници во Лигата на шампионите кои сега се банкротирани, така да првенствата официјално се прекинати во Белгија, во Холандија, во Франција, една од најголемите лиги која што го прекина првенството. И веројатно уште некои помали, Гибралтар го прекина. Во моментов Белорусија го изгуби приматот на најгледано светско првенство, најгледано првенство во светот, бидејќи почнаа германците. Како ова ќе се одрази се на нашиве клуби? Нашиве имаат нешто што да спасат ако продолжат да играат? Сега моја предпоставка е единствено да спасат што можат, значи нема такви спонзорски договори останато, меѓутоа можеби евентуално овие ТВ права кои што пред почетокот на сезоната ги откупи Арена Спорт,
Дали тоа ќе влие или нема да влие, останува да видиме, нели секој Арена Спорт исплати средства со кои се покри котизацијата за прволигашите, така да не знам дали воопшто ќе се оди на таа карта или на сепак здравието, пошто реална ситуација и Македонија не знам колку е спремна да ги спроведе тие сите мерки кои што ги гледавме во Германија, пример да кажам, инфраструктурата не ни дозволува такво нешто. Често сме на стадион, гледаме надпревари, јас и ти. Кај нас е проблем да има доволно столчиња за играчите да седнат на оние банкини кои што сега ги имаме. А не знам како би се извело тоа на 2 метри да бидат играчите на клупа. Па ете, да кажам, германците, значи, не беа баш на клупа, затоа ќе земем пример Германија, дека беа поредени на првите редови од своите стадиони, така да ако тој сегмент би можеби би можело да се изведе некако. Апсолутно би можело, меѓутоа останатите како што е, да кажам, туширање или останатите тоа, не знам инфраструктурно дали може да... По тројца ќе се туширајте, ова. Не знам, значи искрено... Меѓутоа кај нас има се уште стадиони кај што се игра прва лига, нема столчиња. И за тоа сте во право, затоа, значи меѓутоа каква ќе биде одлуката на федерацијата, станува да видиме. Да. Кажав во најавата дека денеска прволигашите ќе одржат состанок со Фудбалската федерација. Се уште немаме информација што е одлучено и како поминал состанокот. Затоа ќе информираме накнадно во утрешните изданија на регионалните вести. Меѓутоа, според тебе, што е најдобро во оваа ситуација да се направи? Зборуваме, значи, и за прва, и за втора, и за трета, воопшто за сите лиги. Во овој момент е малце неблагодарно, значи секој клуб си има своји видувања, своји математики. Имаше, како што кажавте во најавата, 3-4 предлога кои ќе треба да бидат ставени на гласање. Значи имаше предлог и од второлигашите да се прошири дури на 16 клуба првата лига, со тоа што по 3 од источниот и 3 од западниот регион на втората лига би влегле, меѓутоа колку е тоа реално со оглед на квалитетот и овој квалитет кој што го има нашата прва лига со 10 екипи е многу послаб од годините во минатото. Со 16 бил драстично намален квалитетот, меѓутоа дали ќе го усвојат тоа и ќе биде задоволени голем дел од клубовите, останува да видиме. Моје лично мислење е дека можеби не со 10, меѓутоа со 12 би требало да продолжи со оглед на тоа дека ако не отпаѓа никој, барем на првите две екипи од источниот и западниот регион на втората лига, да им биде дозволено да се влезат во прва лига, согласно пласманот моментален на табелата. Сепак трошеле средства, трошеле за да дојдат до едно такво ниво, така да Пелистер на западот и Беласица на истокот би требало да влезат. Сега тука, како што најави, значи доаѓа до проблем, што еден фаворит, според многумина во источниот регион Брегалница, се наоѓа на втората позиција, изворедно моќен спонзор има позади себе, во моментот се најде на втората позиција, со изгледни шанси дека можеби доколку би се продолжило првенството, ќе успее да го престигне Беласица, меѓутоа тоа е што е, како пак ќе одлучи федерацијата, и на денешниот состанок во федерацијата ќе бидат разгледани сите можни детали. Значи како ќе се одвива ситуацијата во прва лига, тоа се ќе дојде до померање во втората и во третата лига, ќе зависат како ќе се одвиваат влегувањата и... Ја, ако ќе си дозволам да дадам своје мислење, не сум за овие експерименти. Мислам дека и федерацијата и клубовите треба да имаат само два предлога на маса. Или да го доиграме првенството до крај, или да се прекине првенството. Ако се прекине првенството, во секој случај ќе мора да има проширување на лигата, се согласувам со тебе дека максимум што би можело да биде проширено е 12 екипи. Се што е повеќе од 12 екипи, мислам дека ќе биде катастрофа за првата лига, бидејќи и со 10 екипи ние немаме некој кој знае каков квалитет, а не пак со 16 екипи каде што дел од тие екипи што би влегле реално не име местото во прва лига, ниту имаат капацитет да се натпреварат, ниту финансиски, ниту инфраструктурен, ниту играчки. Капацитет што не верувам дека ќе успеат за овие 2-3 летни месеци да го надополнат тоа.
Брегалница ќе биде оштетена. Во секој случај Брегалница ќе биде оштетена. Меѓутоа, Брегалница ќе има шанси наредната сезона. Мислам дека повторно нема да има конкуренција, ќе се прошета до првото место. Сега се потрошиле средства, меѓутоа тоа е. Пропаднаа фирми, пропаднаа многу поголеми клубови. Сите вложиле пари, не само Брегалница. И Тиквеш вложи пари. И Кожух има вложено, меѓутоа тоа е тоа. Во тој случај, ако првата лига се прошири на 12 екипи, мислам дека треба и втората лига да се прошири на 12. Ако првопласираните влезат, би останале по 9 екипи. На западната страна тука имаме 3 трети лиги, првопласираните ќе си влезат. И мислам дека и горе-доле сите 3 се решени. Најнеизвестно е тука кај нас на западот, беса и тете 4 бода разлика, а во север Фортуна и во југозапад Велешта мислам дека имат и по 7-8 бода предности. Тука нема да има некој проблем, ниту некој ќе се буни, евентуално, како што кажав, Тетекс може да биде оштетен. Во источниот дел има само 2 трети лиги, таму се споја истокот и југот во една трета. Тука имаме 2 квалитетни екипи, може да влезат и двете. Слога Виница го заврши првенството со 10 од 10. Максимален скор имаше во текот. Сите победи на превари и со гол разлика 36-0, без примен гол. Апсолутно. А вторе Овчеполјот Свети Николе со само еден пораз од Слога Виница и со сите други победи на превари. Што значи дека имаме 2 квалитетни екипи и ваму во централниот регион е Росоман, кој воедно и втора екипа на Тиквеш, и мислам дека нема да има никаков проблем за пополнување на лигите. Третолигашките конкуренции, доколку има заинтересирани екипи, ќе се пополнат до 14 или 16, колку е максимумот предвиден, и мислам дека тоа е тоа. Ова што се предлага да се одиграат само 4 надпревари или да се одигра, да се подели плей-оф, плей-аут лигата, па првите 6 да одиграат еден круг 5 кола, тие доле за обстанок. Имаме екипи кои што се на граница. Македонија, Ѓорче Петров, Шкупи, Работнички. Не можеш да го префалиш ти у плей-аут игра кој е само на 2 бода или бот од Европа. Се славам, значи ќе се дополним на оваа ситуација, значи пак и најголемата борба сега воопшто ќе се води за доколку дали да се продолжи не за битката за Европа. Значи за местото на Вардар. За местото на Вардар, објективно кој што нема да добие лиценца според сознанијата кои што стигаат со оглед на финансиската криза која го дрма најтрофејниот македонски клуб. Вардар е тешко дека ќе добие. Неофицијално 2,5 милиони евра е долгот на Вардар. Тешко дека ќе може, и минатата сезона истото се случи. Вардар обезбеди Лига на Европа пласман, меѓутоа беше заменет од петлопласираниот Македонија Ѓорче Петров, кој каква коинциденција е, може доколку се прекине првенството, Македонија Ѓорче Петров ќе избори пласман како петтопласиран, иако на табелата моментално е Шкупи пред него. Да, Шкупи е петти, Македонија е шеста. Со исти бодови, меѓутоа гол разликата е на страната на Шкупи, меѓутоа меѓусебниот дуел е Македонија Ѓорче Петров има една победа и нерешен резултат што му дава предност. Да, кога првенството би се прекинало, таа табела ќе стане конечна, а на конечна табела за место кое што води во Европа или за испаѓање одлучува меѓусебниот дуел, а не гол разлика. Доколку во моментот се прекине првенството, значи според овие калкулации, Силекс би добил место во Лигата на шампионите, помалку, значи огромно најголемо изненадување во последните неколку години со оглед на екипите и на ростерот кој што го поседува Вардар, кој што го поседува Шкендија. Меѓутоа еден бот е пред Шкендија и со евентуално недобивање на лиценцата на Вардар, екипата на Силекс би го презела местото во Лигата на шампионите. Затоа и тоа ќе биде големо кршење на копијата денеска во федерацијата, колку се спремни да игра Силекс во Лигата на шампионите, а не Шкендија кој е еден бот позади. Реалната ситуација е дека Шкендија и на финансиски и на играчки и на секаков поглед е далеку во моментов над екипата на Силекс, и сигурен сум дека и во Европа дека многу подобро би не представила Шкендија одошто Силекс. Меѓутоа во моментот Силекс на терен покажа на спрема ботовите дека во моментов имале подобри резултати за еден да се брани. Да, речи си комплетната сезона ги има резултатите 0-0, 1-0, значи знае да се брани, знае да постигне еден гол и тоа го сврсти на втората. Ако шеф на штаб на Силекс е Горан Симов, поранешниот голман, очекувано екипата да игра дефанзивно? Апсолутно, значи да не се прими гол, ако се даде да се даде. Во оваа сезона максимално им успеваше во таа намера и пак ќе кажам, теренот покажа дека колку
Не се согласуваме, сепак Силекси е на втората позиција во моментов и по евентуален прекин, дека неминовно е дека ќе се добие нешто се вели милионски джекпот кој што следуваат средства од УЕФА и Да, 800.000 евра. 800.000 евра. Само ако ги загубиш сите надпревари во Европа плюс 200.000 евра од тебе права, 1 милион евра е за учество. за гарантирани речиси средства. Да, со тоа што ќе има шанса, може би ќе помине. Апсолутно, значи минимум 4 европски надпревари би имали кои би отпаднал од Лига шампиони се префалја во надпреварите во Лига на Европа. И во Лига на Европа, значи ќе игра против екипите кои што испаднале од Па има Лига на големи шампиони, шанси, има значи шанси со да представници помине. на Сан Марино, со мислам дека уште представници на плюс 300.000 евра се добива, околу. се што плюс минус. што се оди напред се добива плюс средства, така да. Ќе видиме што ќе одлучи федерацијата сепак во овие денови, а 25 мај е задниот рок каде што федерацијата треба да каже дали воопшто ќе продолжи првенството и како. Ивица, мислам дека сме при крај со времето. Уште еднаш ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин. Се надевам дека и нашите гледачи се задоволни од оваа кратка анализа и на германската Бундеслига и на македонското првенство. Ви благодарам на вас уште еднаш за поканата и секое добро. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на спортскиот преглед, поддржан од спортските обложувалници Евротип. Кај нашите поддржувачи, ново е тоа што веќе можете да се обложувате и на интернет, односно пуштено е во потреба онлайн обложувањето. За повеќе информации како да се обложувате онлайн, ќе го посетите вебсајтот на нашите поддржувачи, спортските обложувалници Евротип. Меѓутоа, истовремено можете вашите добитни тикети и да ги уплатите на сите уплатни места на Евротип. Довидување и се гледаме повторно следниот понеделник.